Добар ден, почитувани. Ова е Телма амбуланта, емисија што ќе ви помогне да го подобрите и зачувате вашето здравје, а ако имате потреба од лекување, побрзо да оздравите. Во 60 минути на овој магазин што ќе се емитува секој работен ден од 12:45 12:50 на фреквенцијата на телевизија Телма ќе добиете бројни информации кои што ќе ви овозможат да ги разликувате вистините од заблудите при решавањето на разните здравствени проблеми. Првата тема во Телма амбуланта ќе биде нарушена функција на тироидната жлезда. Хормоните на тироидната, односно штитната жлезда, ја управуваат со работата на речиси секоја клетка во организмот, што значи дека при нејзината нарушена функција доаѓа до бројни последици како што е замор, треперење на рацете, потење, па дури и нарушување, односно проблеми со тежината и работата на срцето. За овој проблем кој што е се почест денеска, ќе зборуваме со доктор Билјана Црцарева, специјалист по нуклеарна медицина од Аџибадем. Систина, добре ни дојдовте. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Латинското име на жлездата е тироидна. Да. Меѓутоа народното е штитна. Од каде произлегува ова народно име? Дали ова жлезда штити од нешто или пак се работи за име кој што произлегува од незината форма? Така. Го одговоривте речиси прашањето. Останато во народот од самиот изглед штитна жлезда, односно изглед на штит, второто изглед на пеперутка и од самото тука доаѓа штитна жлезда, а второто е од самата незина функција, односно штитење на организмот од речиси сите заболувања. Односно се наоѓа во речиси секој проблем и несомнено е добро што ја нарекуваме диригент во организмот, бидејќи од тука и почнуваат сите заболувања, доколку таа не функционира како што треба, еден по еден орган згаснува, односно ја откажува полека својата функција. Па заради тоа и тука таа народска изрека, односно народското име на тироидната жлезда, штитна жлезда. Така, споменавте дека е диригент, дека незината функција е многу важна за организмот, а за да функционира како што треба оваа жлезда, потребен е јод. Апсолутно. Потребни се многу фактори, меѓутоа најголемиот фактор за да таа функционира како што треба е јодот, кој што во денешно време за среќа го внесуваме во доволни количини после една огромна студија која што е прво на светски рамки изведена како што треба на прав пат, а потоа и тука на локално ниво со помош на еден така наречен национален комитет кој што долги години се занимавал со тоа колку јод е потребно да внесува населението во нашата држава. На неколку пати е направена корекцијата, се додека не е дојдена точната формула, па и форма како треба да се внесува. Наједноставно е да се внесува, било да се внесува преку солта, која што за среќа денеска ја имаме, ја внесуваме, тоа е јодираната сол, и тоа во облик на калиум јодат, значи стабилно соединение, кое што долго време се задржува во солта, не е испарливо за среќа, и го внесувате секојдневно. Ефтино е, што е многу битно, што значи може целата популација на дневни потреби да се задоволи со овој основен елемент кој што и така ни е битен за функцијата на тироидната жлезда. Треба секогаш, значи, ние ги користиме овие емисии како пиер едукаторство, значи да пренесеме нешто што треба основно да го знаат нашите жители, а тоа е секогаш да купуваат сол која што е јодирана. Има се ги морска сол? Дали е таа јодирана? Треба да се чита секогаш. Значи, постојат различни облици. Сакав и тоа тука да се надоврзам. Значи, Хималаите ги имате како подрачје, ендомско подрачје, планинско подрачје, каде што имате дефицит од јод, а вие имате хималајска сол од таму. Не велам дека не треба да се користи, нек дека наоѓа таа примена. Например, кај срцевите можеби заболувања каде што треба да има некаква редукција, меѓутоа генерално здрава популација, значи она што е најголемиот процент од нашата држава, треба да користат јодирана сол која што ја пишува секогаш на опаковката на производителот. Тоа треба да се следи, значи формулата 20 до 30 милиграма на килограм сол во обликот на калиум јодат. Сите тие добри, значи, фирми кои што произведуваат или увозуваат, ја следат оваа препорака од Националниот комитет
комитет, а од друга страна пак заштитени од Министерството за здравство, кое што ги дава исто така препораките и дозволите што треба да се конзумира. Дали јодот кој што се наоѓа во јодираната сол е доволен да ги задоволи вкупните потреби или некогаш кога се јавува проблем со тироидната жлезда е потребно да се внесе поголема количина? Па дури некои велат и превентивно тоа да го направат. Нема потреба, ќе тргнем од ова што е од последната ваша реченица, значи нема потреба од превентивно внесување. Она што ние дневно го внесуваме преку солта, која што ја користиме во секојдневната исхрана, е сосема доволно за еден човек да ја задоволи потребата за јод и со тоа да функционира секако што треба понатаму. Нема потреба од превентивно, меѓутоа имате состојби каде што треба да внесете во нешто поголеми количини, а тоа е периодот на гравидитет, односно бремената жена, секогаш значи преку суплементите кои што ги даваат гинеколозите за потребата на гравидитетот, внатре е внесено и јодот, за да се задоволи онаа потреба што е нормално за мајката и за бебето. Па ако дневните потреби се кај една здрава индивидуа околу 150 микрограми дневно на јод, кај трудниците таа се зголемува и изнесува негде околу 250 микрограми и заради тоа е потребна таа дополнителна суплементација со јод. Некои сакаат да проверат дали има дефицит од јод, па може да се најдат на интернет најразлични предлози како тоа да се изведе во домашни услови. Може ли тоа се направи дома? И ви имаше еден пример да се земе стапче за уши и јод од аптека, да се нанесат 3 линии на раката, една најтенка, средна, со средна дебелина и дебела, и во текот на ноќта треба да се провери колку од тие линии ќе бидат абсорбирани. Во зависност од тоа се проценува нели дали организмот има дефицит на јод или не. Имат ли логика ваквите тестови? Немаат логика, иако се наоѓаат на форумите различни тестови, различни сугестии, различни препораки. Единствен начин на кој што можете да видите дали имате некаков дефицит на јод е да се провери колку е јодот во урината. На тој начин, значи, ќе процените дали е доволно или е недоволно. Така што тоа е, ако некој има посебна желба, тоа може единствено на тој начин да се направи. Сето останато може да не однесе во една сосема друга насока, ако некоја од тие линии хипотетички е нели послаба или појака, да направи заблуда кај пациентот, па да пациентот на сама своја рака почне да зема повеќе од и да друга страна да се направи проблем. Во денешната емисија и во сите наредни изданија гледачите ќе добијат насоки како да ги препознат заблудите од вистините при решавањето на разните здравствени проблеми. Ајде сега да ја погледнеме првата заблуда за денешната тема, која што вели: недостатокот на јод е најчеста причина за нарушување на функцијата на тироидната жлеза. Дали е ова точно? Дали само јодот е всушност причина и најчеста причина за нарушување? Значи, јодот е најчеста причина за појавата на ендемска гушавост. Односно, тоа се морфолошките проблеми на тироидната жлеза и тоа е нешто што е докажано. Тоа значи од времето, значи од пред 50-тите години, кога Македонија била јододефицитарна држава, кога немало доволно јод за во почвата, преку тоа и водата и намирниците кои што се земале за исхраната, настанува овој проблем и се појавува таа гушавост. Значи, за среќа во денешно време се помалку ги гледаме тие пациенти. Значи, тоа е еден облик на зголемена тироидна жлеза, меѓутоа во обем. Најверојатно по старите генерации имаат сретнато вакви пациенти кога во предел на вратот, каде што се наоѓа тироидната жлеза, имате една маса, значи една силно изразена тироидна жлеза, каде што причината лежи во недостатокот на јодот. Меѓутоа, бидејќи беше прашањето дали е таа најчеста причина во функцијата, тука веќе низа фактори се кога станува збор за функцијата. Има влијание, секако, меѓутоа постојат и низа други фактори кои што и така ја засегаат функцијата на тироидната жлеза, бидејќи тука се веќе во прашање тироидните хормони. Дали се тие во вишок се излачуваат од тироидната жлеза или се излачуваат помалку, тоа е веќе причина што на нив делува за да тие бидат во пореметено создавање. Така на нарушена број и функција. Да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешното издание на Телма амбуланта. Телефонскиот број е 3076 677. Слободно можете да се јавите и да поставите прашање кое што ќе биде поврзано со денешната тема, односно нарушување на функцијата на тироидната жлеза. Гостинка во студиото ни е доктор Билјана Црцарева, специјалист по нуклеарна медицина од Аџи Бадем Систина. Кога ги споменавме причините за нарушување
нарушување. Што е со микрочестичките од пластиката? Што е со стресот? Дали се утврдени најчистите фактори кои што исто така може да придонесат функцијата на тироидната жлезда да се наруши? Апсолутно. Би започнала од она што е наречено генетика или она што е наречена фамилиарна предиспозиција, без кој што прашање и ние кога пациентите доаѓаат кај нас не го оставаме пациентот да замине од нашата амбуланта. Значи еден наследен фактор, ако повеќе членови на фамилијата имаат некој кој што е засегнат од пореметување на функцијата или морфологијата на тироидната жлезда, веќе е поголема шансата и кај следните генерации да се јави како проблем. Тоа е една од големите причини. Понатаму стресот, кој што во денешно време и така игра голема улога, па тука повеќе и се спомнува она застапеност дали е тоа повеќе женска болест или е помалку кај мажите зошто се јавува, се претпоставува дека самите хормони, кај останатите хормони од гинеколошката природа и такако влијаат на самата функција на тироидната жлезда, а и самата емотивна компонента кај жената исто така допринесува да ние бидеме повеќе изложени, поинаку реагираме на стресот како фактор кој што може да ја поремети функцијата на тироидната жлезда. Понатаму тука спаѓаат и автоимуните компоненти. Значи, по автоимуни компоненти не е само тироидната жлезда во автоимуните заболувања, тука се и другите заболувања, како што е кај пациентите попознатиот реуматоиден артрит, само ги набројувам оние за да им биде поблиску кои се заболувања во една група можат исто така да допринесат, односно бидат како фактор или триер фактор за развивање на другите заболувања. Диабетот, реумата, системскиот лупус ние тука, витилигот, односно оние појави на беличастите флеки по телото, тоа се исто така една група, односно фактор кои што допринесуваат и да бидат причинители за појавата на некаков проблем со тироидната жлезда. Секако и надворешниот фактор. Значи, што спаѓа во надворешен фактор? Исхраната. Нормално се уште не можеме докрај да бидеме сигурни во однос на исхраната која што ја знесуваме, па дури оние микрочестички кои што вие ги спомнавте, иако се уште немате големи студии кои што би го потврдиле тоа. Меѓутоа имате и лекови кои што можат не сакајки, значи сакајки да подобрите друга функција, вие ја расипувате функцијата на тироидната жлезда. Тука е така наречениот антиаритмик или амиодарон или амиокордин, кој што содржи сам препарат, лек содржи големо количество на јод кој што може да направи нарушување на тироидната жлезда. Тука и бетадинот кој што нас не служи и такако како дезинфициенс во кога сакаме да направиме, значи исплакнување на устната празнина или ако сакате да направите стерилно поле, ако се злоупотребува неговото количество, исто така можете да направите несакани последици. Па тука дури испаѓа изложеноста претерана во подрачја каде што имате големо испарување на јодот, затоа што ако сте повеќе предпоставуваме поред морските површини, значи секојдневното изложување, односно инхалирањето на тој јод може исто така да ви направи проблем. Исхраната која што содржи големо количество на јод, тоа ви се тука морските плодови кои што многу ретко, треба многу да изедете за голема количина за да направите проблем, меѓутоа тука се алгите и тука е познатата суплемент спирулина кој што доколку не е адекватно избаждарен јодот кој што го земаат пациентите како суплемент, можете да исто така да направите. Значи треба да се биде многу внимателен со овие препарати. Апсолутно, секогаш треба да се внимава колку е количеството на јодот во препаратот што се зема. На што најчесто се жалат пациентите кога веруваат дека имаат проблем со тироидната жлезда? Ајде да ја видиме следната вистина или заблуда. Дали е точно дека некои чувствуваат како кнедла во грлото, па не можат да голтнат, имаат проблем со дишењето? Поврзано ли е тоа со тироидната жлезда? Поврзано. И тоа е еден од симптомите кои што е многу чести кога пациентите доаѓаат и можеби ги наведува да дојдат и да почнат да проверуваат дали се работи за проблем со тироидната жлезда, тоа чувство на непријатност во вратот. Самата тироидна жлезда, прво е орган кој што го имаме сите. Значи, постојава заблуда, иако можеби ќе ја немаме како прашање, пациентите влегуваат во ординациите и прашуваат имам ли жлезда? Да.
имаме сите тироидна жлезда, доколку би ја немале, не би можеле нормално да живееме. И ви сега одма тука ќе тргнам, имате вие случаи во кои што се раѓаат бебиња без тироидна жлезда, меѓутоа за среќа скринингот во денешно време оди одлично е поставен да веднаш се проценува каква е функцијата кај бебињата и уште првиот ден вие добивате аларм дали бебето е родено со тироидна или без тироидна жлезда во однос на тоа што ќе го добиете од лабораторијата. Што значи дека не би можеле да живееме без тироидна жлезда. Ако таа се зголеми, односно морфолошки бидејќи е многу мала, значи таа е со негдека димензии 2 до 3 см и тежина околу 20-30 грама, значи една исклучителна мала, меѓутоа моќна жлезда, односно моќен орган, кој што доколку претрпи проблеми морфолошки, најчесто се зголемува, па го имате чувството на отежнато голтање, непријатно, значи при јадење, потреба да се прочисти грлото, тоа се одстапува кога станува збор на морфолошки проблеми, значи на едно структурни проблеми. Тоа е прво што се жалат, а потоа веќе се симптомите кои што ја засегаат функцијата. Тука се две големи групи, намалена функција на тироидната жлезда и зголемена функција на тироидната жлезда. Двете состојби, ќе се трудам да зборувам состојби, бидејќи сакам кај пациентите да вградиме едно верување дека не се болни, туку имаат само проблем кој што треба да го решиме, односно состојба која што треба и е решлива. Значи, не се болни. Заради тоа ќе кажувам, овие две големи групи предизвикуваат различни состојби и се комплетно, значи, различни во однос на нивната симптоматологија. Многу почесто заболување е хипотирозата или намалената функција на тироидната жлезда. Тука кај пациентите, прво нешто, бидејќи е засегнат метаболизмот, забавен, се приметува дека и покрај нормален внес на храна, како што до претходно се хранеле, има добивање, односно зголемување на телесната тежина. Со самото добивање на телесната тежина, односно забавувањето на метаболизмот, се појавува проблем со тврда столица, односно обстипација. Па, наместо да одат да се празнат еднаш до 2 пати дневно, тоа се случува на 3 до 4 дена. Потоа се исклучително уморни, поспани, има една сувост на кожата, опаѓање на косата, меѓутоа не вистинско опаѓање кое што го имаме претежно кај хипертироза, туку од самата сувост косата е кршлива, па се добива впечаток дека таа паѓа. Имаме еден неквалитетни ногти кои што исто така може да бидат помеки, односно покршливи. Тоа се првите знаци кои што впечатливи, кои што пациентите ги упатуваат. Понатаму веќе се јавуваат нормално системски, како што се забавена функција, односно забавена работа на срцето, се појавува една брадикардија. Кај жените се јавува една промена во однос на менструалниот циклус, значи може да бидат и почести, може да бидат пообилни самите циклуси. Се појавува една промена во нерасположението, па многу често, на жалост, овие пациенти, наместо да се упатат во нашите ординации, се упатуваат во психијатрија. Во ординациите. Дека се во депресија. Дека се во депресија, дека се нерасположени, не се воljни за животот и заради тоа завршуваат во тие ординации. Тоа се првите вака печатоци кои што се добиваат. Значи, прво ги препознаваат пациентите, а потоа и лекарите од општа пракса, потоа и ние специјалистите кои што се занимаваме со оваа проблематика. Наспроти намалената функција, зголемената функција на тироидната жлезда е малку подраматична. Значи, тука е повпечатливото губењето на тежината. Значи, за неколку недели веќе имате преполовување кај пациентот. Значи, може да биде и повеќе од 10 килограми слабење. Имате неколку пати во текот на денот течни столици, проливи. Се јавува исклучително забрзана функција на тахикардијата на срцето. Понатаму имате една вознемиреност, еден тремор, значи се тресат рацете, а потоа се треси самото тело. Потењето е манифестно, косата веќе опаѓа. Повторно, ако се работи за жена, циклусите сега може да бидат пролонгирани, може да бидат поскудни. Значи, нешто што повторно не би поминало така незаприметено од страна на пациентот. Тоа е тоа на што најчесто се жалат пациенти кои што имаат или морфолошки или функционален проблем на тироидната жлезда. Зошто кај некои пациенти се испитуваат и антитела кога се
кога имаат намалена функција на тироидната жлезда. Така. Тоа е веќе друга група на заболувања кои што влегуваат во автоимуните заболувања и тоа е тој познат Хашимотов тироидит, кој што може да биде во два облика. Повторно да биде и хипотироза и хипертироза, со тоа што кај Хашимотовата хипертироза, која што е поретка, имате една состојба која што пократко трае. Значи, тука заради зголемените антитела. Кај пациентот доаѓа до една забрзана функција, за да после тоа постепено, спонтано влезе во хипотироза. Антителата најчесто ги проверуваме. Ако дојде пациентот кај нас, значи специјалистите кои што се занимаваат со оваа проблематика, уште ехографски ќе препознаеме и ќе претпоставиме дали се работи за обична хипотироза или се работи за Хашимотова хипотироза. Меѓутоа сме 99% сигурни. За да бидеме 100% сигурни, секогаш ги доиспитуваме лабораториските анализи кои што покрај стандардните FT3, односно триотиронинот и тироксинот T4 и ТСХ, тиреостимулирачкиот хормон, бара да се доисследат и уште двете антитела за да бидете сигурни дека станува спор за автоимуно заболување на тироидната жлезда. Доколку се утврди дека се работи за автоимуно заболување, тогаш што се презема? Еве да видиме и следната вистина или заблуда. Вака вели, ако имате хипертиреоза Хашимото, решението е безглутенска диета. Дали е ова точно? Бидејќи многу пациенти кои што се соочуваат со овој проблем веднаш се обидуваат да применат безглутенска диета која што воопшто не е лесна. Така. Дали секогаш дава резултати? Треба прво пациентот да е спремен да ја прифати овој тип на исхрана, односно безглутенската диета, која што не звучи сега разочарувачки, меѓутоа не многу често дава резултати. Прво, зошто глутенот? Се претпоставува дека сите автоимуни заболувања, дека не бидат сите, меѓутоа речиси сите, доаѓаат, односно потекнуваат од цревниот тракт. И сега, ако исхраната е таа која што проаѓа низ цревниот тракт, се бара причинителот, односно се бара дали нешто ќе ја подобри самава состојба на Хашимотовиот тироидит, односно Хашимотовата хипотироза. Со исхраната, пациентите треба да знаат дека нема да ја подобрат функцијата или да ги подобрат хормоните. Со самата исхрана доаѓа до намалување на титерот на антителата, па преку титерот на антителата се очекува да се подобри и самата функција понатаму антителата. Меѓутоа, како што рековте, не е лесно. Треба да биде пациентот спремен дека ако до вчера се хранел нормално, внесувал се, сега од денеска треба комплетно да направи прекин на сите продукти кои што содржат глутен, кој што мора да биде свесен дека може да направи еден друг проблем, а тоа е стрес, кој што и такако не е потребен на тироидната жлезда. Ова застапување на безглутенската исхрана повеќе го практикуваат Соединетите Американски држави и таму има и причина зошто е тоа така. Додека кај нас јодирањето на еден прехранбен продукт е солта и таа е таа што ние ја внесуваме, во Соединетите Американски држави јодирањето оди преку лебот. И сега ако лебот знаете дека е најголемиот извор на глутенот, односно е глутенски производ, и уште па ако го имате и јодот во вишок, ако овие автоимуни заболувања немате баш голема потреба од внесување на јодот, има зошто сакале да се направи рестрикција на ова исхрана. Доктор Билјана, имаме гледачна линија да го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Едно прашање за докторката. Кога е повисок тироидот? Само ќе ве замолам малку погласно, бидејќи не ве слушаме во студио. Кога тироидот е висок, добро, што би требало повеќе да јадеме? И дали спирулината може секојдневно да се пие? Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. И вас ви благодарам, пријатно. Пријатно. Предпоставувам дека пациентката мислеше доколку се поголеми хормоните на така, доколку се покачени, веројатно кога е во хипер. Во хипер, ако е. Тука, она што е потребно е медикаментозното лекување. Значи, тука ќе алармирам кај пациентите да не се остава да се пробува алтернатива и да се земаат различни суплементи или да се пробува да се сами да се лекуваат. Туку секогаш заради тоа што е малку посериозна состојба, треба да се обратат на лекар и да се бара медикаментозно решение.
За среќа, хипертиреозата е состојба која што бара одредено време на лекување. Од прилика година до година и пол. Тоа се лекови кои што се пијат секојдневно, постепено се намалуваат од страна на лекар и во моментот кој ќе се постигне еутироидна нормална состојба, тие се исклучуваат. За разлика од пациентите кои што имаат хипотироза, каде што многу почесто е терапијата доживотна, значи тоа би го кажала како прв апел, значи медикаментозното лекување. Многу често пациентите кои што имаат проблем со хипертироза пробуваат да земат од алтернатива на земање на препарати кои што се млади оревчиња со мед, со ставени во ракија, па тие да стојат неколку дена. Тоа се вишок на јод, кој што во ваква ситуација не е потребна. Значи, само повеќе и повеќе ќе стимулирате тироидната жлезда да создава хормони кои што и како веќе пациентот ги има во вишок. Така да без ова алтернатива, туку само медикаментозно лекување. Исхраната иста како што се хранеле претходно, дотогаш исто да си се хранат. Ајде да ги слушнеме прашањата и на двајцата гледачи кои што чекаат да бидат вклучени во програма. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Вака сега, добар ден до вашата гостинка денеска, ви посакувам убав ден и би сакала да прашам, имам проблеми со хормоните, дали тоа исто така може да влијае од тироидната жлезда или не? Така. Ајде да го слушнеме и следниот гледач, па потоа ќе ги одговориме двете прашања. Одеднаш, добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Ама слушам дека друга зборува. Не, со вас разговарам во моментот, повелете кој е вашето прашање. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Ве поздравувам многу докторката и вас, водителката. Благодарам. Поздрав. Се јавувам од Скопје. Сакам да прашам докторката, јас сум оперирана од тироидна жлезда. Така. Оперирана сум, немам тироидна жлезда, имам оставено 2 милиметра. Сум оперирана пред 17 години и пијам еутироксот 50. Одам еднаш годишно на контрола на патовизиологија. Пред некоја година ми ги намали докторот лековите. Пиев за викенд по 25, инаку од 50. Сега последниот пат пред месец дена ми ги намали скроз, ми ги исклучи, да не ги пијам тироксот. Па сакам на докторката да го прочитам резултатот, да ми каже дали е во ред да не пијам ништо. Така. ТСХ-то ми е 0,353. Така, мислам, да. 0,353, добро. Во ред. Толку е. Ова е доволно, само еден хормон, значи проверен. Сега, да, само тој е проверен и сега имам 2 мали јазлички, кога ми гледаат на ехо, и сега ми ги прекина лековите и ми пишува дека треба да одам на контрола после 1 година. Така. Дали да одам ако почувствувам нешто, така, по некој месец или да чекам или пребате гобите да видам како ми е, пошто јас сум веќе доктор станата за така. Ви благодарам што се вклучивте во програма, меѓу другото пациентите почнуваат, како што вели гледачката, да стануваат самите доктори, односно да си ја проценуваат ситуацијата едноставно, кога се живее со проблем со тироидната жлезда, мора да се научи се живее со тој проблем. Јасно. Значи имаме 2 прашања од првата гледачка. Првата гледачка, во организмот постојат многу хормони. Така да сите тие се поврзани на еден начин, е сега во зависност со кои хормони пациентката има проблеми. Доколку е проблемот гинеколошки, тогаш апсолутно самите гинеколози знаат да ги препознаат и нашите хормони и да ја упатат да се јави кај нас на преглед, да се види дали станува збор за некаков проблем кој што потекнува првенствено од тироидната жлезда, па таа ги прави проблемите гинеколошки. Така што предпоставувам дека не е оставено од страна на гинекологот да се направи проценка. Не мора да значи некогаш прави проблем, меѓутоа не мора да значи, може да се и двете состојби независни.
Другите хормони бараат да бидат исследени од различни, значи дали се тоа надбубрежните жлезди во прашање, значи ќе треба да се направи едно исследување, или пак се повторно тоа е гинеколошки проблем во прашање дали е пролактинот кој што доаѓа од исто место како и тиростимулирачкиот хормон, од хипофизата, каде што најчесто значи двата проблема знаат да се следат. Меѓутоа повторно тоа е гинеколошки проблем кој што се лесно се препознава. Што е со вториот случај? Втората пациентка би почнала од моментот дали да се јави за 1 година на контрола или малце порано. Кај нас секогаш постои едно правило при промена на терапијата, на дозажата во терапијата и при исклучување на лекот, задолжително да се направи контрола за 1 месец или ако евентуално пациентот не може за 1 месец, за 2 месеци. Тоа е нешто што ќе не осигура дека сме направила вистинска одлука во прекинот или промената на терапијата. Пациентката е 17 години оперирана, предпоставувам што не пие леки, штом се резултатите вакви какви што се, има останато малце повеќе тироидно ткиво од 2 мм, бидејќи тоа се функционира и тоа допринесува да она има доволно хормони кои што го прават ТСК да биде вака во ниски граници. Треба да се види од која референтна вредност почнуваат. Секоја лабораторија има различни референтни вредности. Конкретно земена од лабораторијата на Аџибадем, ова е на долна граница референтна вредност 0,3 која што ја прочита пациентката. И секогаш треба да се направи една клиничка проценка. Значи, сепак јас не ја гледам пациентката, треба да се види дали при прекинот на терапијата, покрај лабораторијата, кај пациентката биле манифестирани, можеби губење на тежината, течни столици, тремор, тахикардија, уште други клинички знаци кои што лекарот го навел да ја намали, односно подоцна и исклучи. Јас со гордост можам да кажам дека се лекува пациентката на вистинско место. Институтот за патофизиологија е оно место каде што па скоро сите сме излегле и сме ги научила сите работи за тироидната жлезда, така да предпоставувам дека не е оставена туку така без вистински да требало да се прекине терапијата. Уште двајца гледачи очекуваат да бидат наскоро вклучени во програма. Ајде да ги слушнеме нивните прашања. Добар ден. Добар ден, во програма сте, повелете. Едно прашање. Јас имам хипотиреоза повеќе од 20 години и се лечам се од еутирокс со доза од 125 микрограми дневно. Тоа е со состојбата што вика докторката добро. Меѓутоа често земаме суплементи кои што веќе беа споменати, меѓу кои магнезиум, а јас скоро во еден весник прочитав дека магнезиумот ако се зема во поголеми количини кои што не се констатирани дека ми фалат лабораториски, онда дали може без последици да пијам, да кажеме, магнезиум. Така. Како дневна подршка, не знам, знаете како иде тоа меѓу луѓето со суплементите, еден на друг препорачува. Сите препорачуваат меѓусебно, токму затоа во оваа емисија сакаме да објасниме што е точно, што е погрешно, за да нема заблуди при решавањето на еден ваков здравствен проблем. Ви благодарам за прашањето, одлично прашање, да го слушнеме и прашањето на следниот гледач, па потоа ќе добијат одговори. Повелете. Добар ден. Вака. Слушама? Да, во програма сте вклучени. Да, во програма. Јас сум вака, имам Хашимото, хипертиреоза. Значи, пијам терапија еутирокс 200 милиграми. Сега се појави, значи, 75 ТСХ-то, па 33. Меѓутоа, многу чудно за краток период да се намали да изнесува вредноста 3, заменав на патофиза и таму во таа амбуланта. Кога ми испитаа покачени антитела преку 1000, се уште пијам 200 милиграми, исто така селен ми препорачаа да пијам и магнезиум. Се трудам да јадам морска храна, меѓутоа мене ми е вистина малку ме плаши тоа 200 милиграми. Дали преголема доза? Преголема доза, дали е, да. Ви благодарам за прашањето.
Она што е докажано преку научни трудови е дека селенот е нешто што и како добро делува на тироидната жлезда како суплемент, меѓутоа многу внимателно, не да се се надмине неговата дозволена доза дневна, која што нашата препорачана е 100 микрограми, а во некои центри одат и до 150 и 200 микрограми. Многу пациенти по едно бразилско оревче јадат на ден. Апсолутно, сосема доволно. 1 до 2 ние кажуваме, во зависност од големината. Дали значи ќе биде денеска едно поголемо или утре ќе биде 2 помали, зависи и тоа, меѓутоа се претпоставува дека во нив има онолку колку што е дневната потреба за селено да се внесе. Исто така и магнезиумот. Магнезиумот кој што го користиме во облик кој што е потребен да се прими, значи многу внимателно на тоа треба да се внимава, и ги имате во различни дози, значи од 150, 200, 250 мг па се до 400 мг. Во периодот на бременоста препорачано е 350, 375 и 400. За пациенти кои што се малце повозрастни, значи возрастни, мислиме на над 65-70 годишна возраст, и 200 микрограми, 200 милиграми, 250 на магнезиумот ќе биде сосема доволно. Тој не може да направи некои несакани последици, единствено ако во организмот се доживее како вишок, може да направи да има лаксативно дејство. Што значи тоа? Значи да имате утредента диареја која што е испровоцирана од вишокот на магнезиум. Така што подобро е да се внесува, па макар и малку да биде во поголеми дози, што ретко се случува, отколку да не се внесува. Значи тоа е нешто што и кардиолозите го практикуваат, го даваат и невролозите, го даваме и ние како поддршка за тироидната жлезда. Дополнително на тоа апсолутно и селенот, особено кај пациенти кои што имаат Хашимотовата болест, односно состојба. Втората пациентка од почеток претпоставувам дека беше грешка кога кажа Хашимотова хипертиреоза. За хипертироза се даваат кај нас два познати лека, тоа се пропилтирацилот и тирозолот, додека за хипотирозата се дава еутироксот. Така да претпоставувам дека не сакајќи беше кажано хипертироза, значи пациентката можеби некогаш на времето имала Хашимотова хипер, меѓутоа сега е премината во хипо, што прима ваква терапија еутирокс. Не треба да се плаши дека дозата е 200 микрограми. Тоа е само знак дека пред да започне пред да ја има оваа состојба за Хашимото, со толку хормони функционирал нејзиниот организам. Значи, вие не можете да дадете ништо помалку ако организмот бара. Така да самиот организам не препознава дали пациентот внесол однадвор 200 микрограми или 100 микрограми, туку препознава ако имате недоволен внес или пак ако сте предозирани, што исто така е исклучително ретко. Радува тоа што бил ТСК 75, па паднал на 30, па потоа, како кажа, мислам дека беше последниот преглед 3. Тоа е добра субституција, си продолжува со 200 микрограми, а антителата треба време. И тука исто не треба да се разочаруваат пациентите. Обично скоро сите лаборатории мерат антитиреопероксидазни антитела до 1000. Останатите се повеќе од 1000 кои ќе ги видите во лабораторискиот запис. Треба да побарате да се направи разредување за да дојдете до некоја точна бројка, да речеме 6500 или 7000 вредност за антителата. Кога ќе се види повеќе од 1000 или повеќе од 1300, по поголем број лабораториите така ги запишуваат, вие не знаете која е точната бројка. И сега вие ако постојано ги правите, вие цело време ќе добивате, барем во првите 2-3 години, вредност повеќе од 1000, вредност повеќе од 1000, меѓутоа вие не знаете дали сте стартувале со 7, па паднало на 6, па на 4, па на 3000, вие цело време добивате вредноста повеќе од 1000. Заради тоа не треба да се обесхрабруваат дека немаат никакво влијание, никаков напредок во антителата. Тука, како што спомнавме, може селено да заврши работа, односно да има поголем ефект да тие побрзо и подобро се намалуваат. Не мора да се претирува со морската храна, особено кај Хашимото, каде што имате храна богата со јод, бидејќи оваа состојба не бара многу внес на јодот. Така да умерено, не да се престане, меѓутоа да се јаде умерено, односно оноку колку што нормално би се јадела морската храна. Тука ќе направиме краток прекин на Телма амбуланта да погледнеме еден рекламен блок, а веднаш потоа се враќаме во студиото.
Се враќаме во телма амбуланта, зборуваме за нарушената функција на тироидната жлезда. Гостинка во студиото ни е доктор Билјана Црцарева, специјалист по нуклеарна медицина од Аџибадем Систина. Доктор Билјана, јас имав навистина голем концепт на кое прашање следно да отидеме, но имаме гледач на линија па да му дадеме предност. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден, здраво. Добар ден, тука е гледачот, еве вклучен во програма, повелете. Поздрав до вас двете, до докторката и водителката. Благодарам. Имам прашање до докторката. Пред 5 години ги сетив истите симптоми што ги наведе докторката за хипертериоза. Тогаш примав терапија во рок од 1 година и потоа си се регулира. Ги прекинав лековите и сега ова есен повторно ги сетив истите симптоми на тахикардија, намалување на килажата, тресење, зголемено потење и на своја рака си ги направив пак испитувањата лабораториски. ТСК ми е на долна граница 0,57, а ФТ 4,18. Исто така заборав да нагласам дека имам и покачен крвен притисок. Бев во нуклеарната во Битола, докторката ми ги види резултатите, рече дека нема потреба од повторно примање на терапија. Па сакам да ве прашам за ваше мислење, дали бидејќи е ТСК на долна граница, дали пак повторно некој испитување да направам или со друг доктор да се консултирам за терапија? Ви благодарам за вклучувањето во програма и за вашето прашање. Значи, што би требало пациентката во ваков случај да направи? Ова се релативно уредни вредности што ги прочита пациентката и на двата хормона, и на ТСК, и на тироксинот, и на ФТ4. Доколку симптомите продолжат да перзистираат, не е на одмет да се провери уште еднаш, бидејќи секогаш долната граница на ТСК може да биде индикатор дека состојбата започнува полека, под 0,5 лесно да дојде на 0,05. Меѓутоа, сепак симптоматологијата е таа која што доколку се влошува, ќе натера да се провери уште еднаш. Не е фино да се каже да се консултира уште еден колега, заради тоа што предпоставувам дека ваму каде што била не може да се направи пропуст, бидејќи таму постои во Битола постои центар за нуклеарна медицина каде што ги третираат овие заболувања, само може би препораката да биде да се провери уште еднаш за одредено време. На каков начин треба да се пијат лековите за хипотиреоза и за хипертиреоза? Дали треба да се испијат на гладно, треба ли да се чека половина час пред да се испие утринското кафе или да се земе појадокот? Так. Кога станува збор за хипотиреоза, тоа е единачна доза, тоа значи дека се пие еднаш во денот и се пие наутро, на гладно, најмалку половина час пред првиот оброк. Тоа не значи дека пациентот треба да станува и викенд во 6:30 ако ја пие преку недела, туку најбитно е да после станувањето почека да не се конзумира веднаш храна, туку значи се испие лекот па половина час потоа се земе одредена храна. Утринското кафе не смета ништо, бидејќи е течност, така да слободно може да си се испие лекот и да си се започне со кафето. Меѓутоа, храната и млечните производи и како знаат да ни ја намалат апсорбцијата на лекот и заради тоа препораката е да се зема половина час подоцна првиот оброк. И да биде наутро, бидејќи секое подоцна веќе конзумирање на лекот може да биде со помалку ефект. Ние даваме многу често препорака ако се заборави, што се случува. Се случува, луѓе сме заборавите. Ако се прескокне еден ден. Апсолутно, ништо страшно. Ако ви текне до 12 часот, 12:30 или, значи во тој период, слободно земете го, па дури и да сте појадувани, бидејќи тоа се случува еднаш, не се случува постојано. Меѓутоа, ако ви текне во попладневните часови, после 15-16 часот, не го земете подобро, заради тоа што ќе ви биде многу блиску таа доза со следната утредента, па можете да имате како чувство на предозираност. Значи, она што нормално вас ве држи убаво ви делува како една таблетка, сега кога би ја појачала дозата, кога би биле блиску двете таблетки, веќе ќе се почувствувате како да сте предозирани. Заради тоа не е ништо страшно и да се пропушти една таблетка во текот на лекувањето. А како се утврдува дозата која што му е потребна на пациентот? Дали понекогаш може да се случи пациентот да не ја добие потребната количина од лекот или пак да биде предозиран? Па од хипо
да добие симптоми на хипер. Така, многу ретко, меѓутоа се случува и таа состојба. Во првите неколку месеци не е грешно ако вие одите кај лекарот и гледате дека резултатите се уште не се добри. Потребно е одредено време. Прво, додека да се откочи таа хипофизарна уска, ја нарекуваме помеѓу тироидната жлезда и ТСХ од хипофизата, и затоа е потребно негде од 6 до 8 недели, што значи во тој период па можеби е подобро да не правите прва контрола, бидејќи е потребно време за да добиете релевантни вредности. Путот кој ќе направите првата контрола, ако е малку лек, значи треба да го зголемите. Па пак ја зачестувате контролата за уште еден нов месец. Значи првите неколку месеци се месеци кога нели и лекарот пробува да ја најде дозата, и пациентот според неговите симптоми треба да има толеранција, значи додека да се дојде до вистинската доза. После одредено време, па дури после години, после X други можеби состојби, ситуации за болувања, може да дојде и до еден момент на хипертироза како последица на зголемен внес на лекот. Ретко е, меѓутоа не ја нарекуваме хипертироза, него предозираност од еутироксот, и тогаш лекот не го прекинувате веднаш. Туку ако, да речеме, земал пациентот 100 микрограми, сега ќе редуцирате неколку дена, ќе дадете 75, па пак ќе го викнете на поскора контрола. Па ако пак е висок тироксинот, а низок ТСХ, пак ќе редуцирате, па се до момент кога може да се случи и да ја исклучите дозата. Неколку пати споменувате ТСХ, тиреостимулирачки хормон, тоа е всушност хормон од хипофизата. Сега, колкава треба да биде неговата вредност за пациентот да биде ставен на терапија, за да се утврди дека тоа е, да речеме, во хипо или пак е во хипер? Така. Бидејќи некои лекари смета дека покачена вредност до 4 не е сериозни, не треба лекување. Така. Различни ставови. Имате група на лекари и исследувачи и оние кои што работат повеќе во науката, кои што знаат да ви кажат дека треба да толерирате и ТСХ до вредност 8. И вака, кога ќе слушнете вредност 8, а при тоа скоро сите лаборатории, барем на нашево тло, имаат некака вредност од 0,25 до 4,5 горна референтна вредност, кога ќе слушнете 8, тоа е скоро дупло. Нели се прашувате зошто сега да се чека. Можете да причекате, меѓутоа да причекате 1 месец или 2 месеци. При тоа да го следите пациентот дали од 8 првично добиено, после месец дена таа ќе падне на 6. Па ако вие гледате дека 8 паднало на 6, ќе му дадете шанса уште 1 месец, па можеби вториот месец од 6 ќе падне на 4, па потоа ќе се стабилизира. И тука возраста ви игра улога. Ако имате пациентка кои што имате 60, 65, 70 години, тука некако сте порелаксирани дека можете да толерирате, се додека пациентот не ви даде податок дека има друго некое кардиолошко или невролошко заболување, каде што и како липидниот статус може да ви направи проблем со покачен ТСХ. Меѓутоа се претпоставува дека можете да толерирате и да кажете таа состојба дека ви е транзиторна. Значи во тој период се случува и полека ТСХ се намалува. Значи може да биде транзиторен проблем. Меѓутоа, ако имате гравидитет и ако имате пациентка која што ви се спрема за бременност, тогаш 4 ТСХ ви е висок ТСХ и според клиниката, според повторени 2 пати вредности за ТСХ, веќе треба да сте храбри да почнете со субституција со еутирокс. Имаме уште еден гледач на линија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Имам прво да кажам 65 години. Мојата диагноза е струма нодуза или нодоза. Ќе се извинувам ако сум погрешила. Резултатите на двата хормона во април месец ТСХ бил 1,3, ФТ4 1,2. Денеска ТСХ е зголемен од 1,3 на 1,7, значи за 3 месеца, додека ФТ4 е 0,73. Во муабетот со докторката кога бев таму, значи докторката ги немаше на располагање денешните резултати од овие два хормона, ми најави нешто као ми најави као и операција евентуално. Вика за сега као мирува проблемот, состојбата, меѓутоа во наредниот период можна е и операција.
малку сум исплашена, бидејќи сега за кратко ќе одам повторно кај докторката, па ме интересира мислењето на вашата гостинка. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Нодозна струма значи тироидна жлезда која на себе има јазли или чворчиња познати кај пациентите, кои што се многу честа појава, многу чест проблем кај нас, повторно во групата на морфолошки или структурни промени на тироидната жлезда. На 2 пати резултатите што ги прочита пациентката, особено за ТСХ, 1,3 идеални вредности, 1,7 исто идеални. Вие можете денеска неколку пати да се буцнете и ќе добиете различни вредности. Значи од 1,3 до 1,7 не значи дека се зголемила вредноста на ТСХ, туку дека во тој момент толку е одговорот Значи може да има идеални вредности на хормоните, а сепак да има проблем тироидната жлезда. Апсолутно, да има проблем морфолошки. Значи тогаш се структурни, тогаш немате функција засегната, туку само вие изгледот на тироидната жлезда како што е кај пациентката. Често се случува кај овие пациенти да варира тироксинот. Па да има еднаш нормални, а еднаш на долна граница, значи недоволно хормони. Кај пациентката предпоставувам дека што ме сугерирана операција се работи за нешто поголеми чворови кои што се видливи, палпабилни, кои што се можеби пречка во однос на дишењето или голтањето и можеби заради тоа е сугерирана евентуално интервенција. Малите промени на тироидната жлезда, малите јазења најчесто не бараат оперативен третман. Ајде сега за тоа да го прокоментираме, можеме да го погледнеме третиот телоп, вистина или заблуда. Секој чвор е канцероген? Секој чвор на тироидната жлезда дали е канцероген? Не. Значи веднаш треба да ги опуштиме пациентите дека не е секој чвор на тироидната жлезда канцероген. За среќа, многу е мал процентот на пациенти кои што имаат тироиден карцином. Зголемена е инциденцата, значи ако сме имале допред некоја година, да речеме околу 20-30 новодиагностицирани карциноми од одреден тип на тироидната жлезда, сега оди можеби и до 50-60, меѓутоа сепак тоа е ништо во споредба колку пациенти ние дневно прегледуваме со тироиден проблем. Диагностиката е таа која што ќе ви каже дали нодусот, чворот е малигнен, односно канцероген или е од бенигна. Дали е неопходна пункција? Ако е тоа голем јазел со ехографски карактеристики кои што не му се допаѓаат на пациентот, па дури скенографски карактеристики ако направите една сцинтиграфија, неопходно е да ја направите пункцијата која што 100% ќе ви потврди за каков тип на чвор станува збор. Доколку добиете бенигна промена, тогаш во зависност од тоа колку се големи промените, ако тие не пречат, слободно значи му давате на пациентот насоки кои што бараат само следење на тироидната жлезда, ехографско следење и функционално нормални хормоните, додека пак ако станува збор за малигни заболувања, тогаш апсолутна индикацијата за операција. Доктор Билјана, ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Навистина неисцрпна тема, имаше уште многу прашања на кои што би можеле да дадеме одговор, но се надевам дека ќе бидете наша повторно гостинка. Ви благодарам, се надевам дека им помогнавме малку на пациентите да се најдат дали имаат некаков проблем со тироидната жлезда. Почитувани, денеска добивте навистина многу корисни совети и препораки кои што ќе ви помогнат да го подобрите вашето здравје. Се гледаме секој работен ден од 12:45 на телевизија Телма. До гледање.